За една седмица две посети на Брисел со иста порака. Северна Македонија заслужи да ги почне преговорите за членство. Она што Зоран Заев денеска го повторил пред врвот на Европската Унија е дека ЕУ е таа која сега е наред. На крајот, Европа треба да испорача само пола чекор, затоа што ние имаме одлука за почеток на преговорите. Не за поглавјата, туку за првата меѓувладина конференција, изјави Заев по состанокот со претседателот на Европскиот совет. Шарл Мишел по средбата напиша дека остануваат подеднакво посветени на ЕУ перспективата на Северна Македонија. Слична била пораката и на специјалниот представник на Унијата за регионот Мирослав Лајчак, и тој се согласил со тезата дека ако наскоро нема позитивен исчекор во однос на земјава, Унијата ќе го изгуби кредибилитетот не само во Северна Македонија, туку и во целиот Западен Балкан. На ваквиот можен развој на ситуацијата, премиерот предупреди на синоќешната работна вечера на лидерите од регионот, на која се разговарало за клучните прашања на Западен Балкан, меѓу кои и она за старт на преговори со Скопје. Представниците на Европската Унија знаат и разбираат дека нашиот македонски идентитет и македонскиот јазик не се и никогаш нема да бидат за преговори. Во секој момент сме подготвени и имаме апсолутно добра волја за прашање од билатерален карактер, да разговараме со Бугарија. Секој одлагање на процесот на вклучување на земјите од Западен Балкан ја доведува во прашање неколку пати повторуваната определба на Европската Унија за проширување и кредибилитетот на Брисел меѓу нашите граѓани. Европските дипломати се согласуваат дека е потребен напредок, но велат дека за тоа треба сите да придонесат. Низ надминување на билатералните спорови, дали преку диалогот Белград-Приштина, дали преку одржување на првите меѓувладини конференции. Ги имаме потребните нешта и сега треба целосно да ги искористиме и оваа да биде година на Западен Балкан. Наспроти интензивирањето на дипломатските активности во Брисел, опозицијата дома е скептична дека наскоро ќе има позитивен исход. Точно дека станува збор за репутацијата, но во случајов се работи за репутацијата на Заев, Димитров и Бујар Османи, кои што 4 години ветуваат две клучни работи, 600 евра просечна плата и почеток на преговори со Европската Унија. Денеска гледаме дека ниту има повисока просечна плата, ниту Македонија почнала преговори со ЕУ. Најавено е засилување на контактите Скопје-Софија. Наредната недела претседателите Стео Пендаровски и Румен Радев заеднички ќе додадат почит на делото на Кирил и Методи во Рим. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.